Беше тоа на 2 февруари 1902 година, кога е роден прочуениот унгарски фудбалер и стратег Илеш Шпиц, чие големо срце од преголема возбуда престана да бие токму во Вардаровата соблекувална во месец октомври 1961 година по победата на Вардар над ОФК Београд. Инаку, животната судбина во 1939 година го води токму во Скопје, каде останува се до крајот на Втората светска војна, предводики ги екипите на ФК Граѓански и ФК Македонија. На 2 февруари 1934 година во Скопје е родена Славка Манева. Работела како професор по македонски јазик и литература во гимназиите Цветан Димов и Јосип Броз Тито во Скопје. Пишува поезија и проза за деца, подолг период. Ја има подготвено и преведено аналогијата на детскиот расказ Децата на светот, која е преведувана на српски, турски, албански, руски, бугарски, полски, ерменски, грузински и литвански јазик. Застапена е во повеќе антологиски избори кај нас. За книгата Сказни звездени перничња добитник е на наградата Ванчо Николевски за 1996 година, што ја доделува Друштвото на писателите на Македонија. Починала во Скопје на 8 јануари 2010 година. Беше тоа на 2 февруари 1938 година, кога почина Глигор Стефанов Попев, македонски револуционер. Роден е во богато прилепско трговско семејство, а и самиот станал крупен трговец. Во 1894 година бил вклучен во револуционерната организација од страна на Даме Груев и влегол во Битолскиот окружен комитет заедно со Пере Тошев и Ѓорги Пешков. Подоцна кон нив се приклучил и Ѓорче Петров. Во револуционерното движење учествувал долги години, а по Балканските војни се населил во Бугарија и таму го завршил својот живот. На 2 февруари 1944 година започна февруарскиот поход. Походот го изведоа единиците од Народно-ослободителната војска на Македонија, првата и втората македонска бригада и групата баталјони, кои презедоа маневарски продор кон Централна и Источна Македонија. Втората македонска бригада, во која поголемиот дел од борците се од Тиквешко, действувала помеѓу Тиквеш и Гевгелиско, преземајќи офанзивни дејствија према Кавадарци и Демиркапија. Походот траел до 25 февруари 1944 година при зимски услови, висок снег и многу ниски температури, а при тоа водејќи жестоки борби со фашистичките сили. Беше тоа на 2 февруари 1983 година, кога во Охрид умре доктор Елена Етингер Каваева, едена од основоположниците на македонската заштита на Охридско-Струшкиот крај и во Македонија, активен учесник во Октомвриската социјалистичка револуција во Русија, личен пријател на Ленин и помагач на Народно-ослободителната војна во Македонија. Заедно со својот сопруг, доктор Владимир Каваев, влесе во енциклопедиите на медицинските науки. Родена е во Частахов, Полска, на 20 ноември 1903 година. Беше тоа на 2 февруари 1994 година, кога Чешка република дипломатски ја призна Република Македонија.